Вечерва со вас во Дневникот на КТВ. Лилијана Митрова. Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог настаните од денот. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев денеска уствари прва официјална работна средба со новоименуваната постојана координаторка на Обединетите нации во Македонија, Рита Колумбија. Денеска со постојаниот координатор на Обединетите нации, нашата почитувана Рита Колумбија, разговаравме на повеќе теми. Општина Кавадарци е една од таргетираните општини каде што младите луѓе сепак остануваат тука, ги имаме, добро се развиваме и како град, како општина во ниво на цела држава, старосната просечна граница не е испод нивото кое што ги има во цела држава и тоа е гордо за општина Кавадарци, треба да продолжиме во тој правец. Заедно со постоечкиот координатор разговаравме на повеќе проекти, кои што како идеја го имат они еден проект кој што општина Кавадарци ќе го прифати во делот на средното образование и на самите ученици да можеме да ги максимално едуцираме, заштитиме, а тоа е домот за културен дом, кој што веќе отпочна да се изгради, со површина од над 850 метри квадратни, каде што ќе можат нашите најмлади до 18 години и да се дружат меѓусебно, да се едуцираат, да се забавуваат, со тоа што возможиме да нашите млади бидат заштитени. И проект кој што ќе биде поддржан од самата канцеларија на Обединетите нации во делот на програма за тинејџери и студенти кои што сакаат да отпочнат сосвен бизнис или да отпочнат некакво истражување на пазарот во делот со поддршката на нашиот бизнис сектор во локалната заедница, затоа што општина Кавадарци на економски план е втора во Македонија, доста развиена и мислам дека можеме со тоа да примамиме да предприемачкиот дух максимално се поддржи, да се развиваат тие проекти за да можеме младите да ги едуцираме и да останат во нашата општина, во нашата држава, да понатаки имаат сосвен стабилен бизнис и комплетно да можеме да се развиваме. Ова е само дел од она што можеме да го работиме. Како општина сме доста етаблирани во делот на сите сегменти кога станува збор за младите луѓе, меѓутоа сегаш има простор за повише и би сакале крајната цела да ни биде ове како град Кавадарци, како општина Кавадарци, да регионално бидеме општина која што ќе биде пример за добри услови и на младите и на предприемачкиот дух. Thank you very much, and I want first of all to thank the mayor for... Пред се сакам да му се заблагодарам на градоначалникот во однос на средбата која имавме, нашата доста продуктивна средба и разговаравме на повеќе теми, посебно на развојот на одредени полиња. Се разбира, нашиот разговор многу глатко премина кон разговор во однос на младината и нивно унапредување според демографијата. Тие се оние кои што треба да ја унапредат државата, затоа сакаме да најдеме начин како тие да останат и да придонесат за Северна Македонија да се унапредува и да оди напред. И би сакала да ги замолам не само општината и вработените овде, туку и сите граѓани на општина Кавадарци да им помогнат на овие млади луѓе да се развијат и да одат понатаму да се развиваат. Исто така ми е многу мило во однос на визијата која што не ја презентира самиот градоначалник за унапредување на младината овде. Исто така сакаме и тоа се поистоветува со насоките кои што ги имаат Обединетите нации, каде што сакаме да им помогнеме на младите да основаат свои стартапи, да основаат свои компании, свои фирми, за да може да напредуваат и да се доискажуваат. Не само како координатор од Обединетите нации, туку и повеќето агенции кои што се дел од Обединетите нации веќе работат со други општини, ќе работат и со оваа општина за унапредување и помагање и развој на самата општина. Значи, во кратко, тоа би бил мојот фидбек во однос на средбата која што ја имавме со градоначалникот и тоа што беше разговарано овде.
Трговскиот синџир Рамстор од денеска официјално е присутен и во Кавадарци. Со свечено отворање на својот прв маркет во градот, компанијата им овозможува на кавадарчани нов простор за купување со богат избор на производи од домашни и странски брендови, високо ниво на услуга и конкурентни цени. Од компанијата порачуваа дека новиот маркет ќе донесе подобро искуство во секојдневното пазарење за сите граѓани од Тиквешијата. Баш ми е драго што денес отвараме првиот Рамстор во Кавадарци, благодарени на градоначалникот што ни даде голема поддршка и имајќи во предвид и иднината и развојот на Кавадарци како се одвива, се надевам дека многу успешно ќе работиме и дека нашиот бренд Кавадарци го заслужува да го има во Кавадарци. Пред се, со доаѓањето на Рамстор во Кавадарци, граѓаните ќе добија една многу квалитетна услуга, ќе добија 10.000 отприлика артикли во маркетите наши, за разлика од другите маркети кои што има 1.500 артикли. Ќе добија квалитет, ќе добија имаме нови вработување и се надевам дека успешно ќе работи Рамстор и дека граѓаните на Кавадарци ќе бидат задоволни, а ние како инвеститори ќе бидеме уште позадоволни и ќе бидеме мотивирани да отвориме можеби уште еден маркет. Најпрво сакам да господин Тајдован денеска го честитам отварањето на овој маркет Рамстор во општина Кавадарци. Подолго време зборена ситуација и општина Кавадарци е горда и јас како градоначалник за тоа што националните, регионалните и европските брендови доаѓаат во општина Кавадарци. Тоа ни дава еден право за размислување дека сме на прав правец и дека општина Кавадарци има потенцијал за раст и развој. Општина Кавадарци дава максимална поддршка и на Рамстор, меѓутоа и на сите други кои што се добронамерници и сакаат да инвестират во општина Кавадарци со единствена цел нашите жители пред се да имаат можност за брендови, за пазарење, станеме град на таргет од секоја можна мултинационална компанија или би рекол европска светска компанија, и со тоа бидеме град кој што ќе бидеме на мапата на градови за интерес и за претприемачкиот дух, меѓутоа и за развојот на брендовите. Сакам да заблагодарам на господин Тајдован кој што одлучи токму нова инвестиција да направи во Кавадарци, да го доближи Рамстор до општина до Кавадарци, до нашите жители, да можеме да брендови кои што до вчера и ги немало, да токму ги има во општина Кавадарци, да нашите сограѓани имаат избор. Чест и задоволство ми е што денес отвараме 36-тиот маркет во Кавадарци, да ги обслужиме потрошувачите од Кавадарци со најразлични видови на производи кои ги има во нашиот асортиман и во нашите продавници. Се надевам дека кавадарчани ќе го посетат нашиот маркет и нема да останеме на еден маркет, ќе отвориме и повеќе маркети во овој град. Се зависи од тоа колку ќе бидат задоволни кавадарчани од она што ќе им го понудиме. Искрено се надевам дека кавадарчани ќе го посетат овој маркет и ќе видат какви производи имаме, заради тоа што овој маркет изобилува со многу голем број на производи, меѓу другото и наши увозни производи кои ги имаме и кои се карактеристични за нашата компанија. Непрехранбени производи, исто така овој маркет ќе ги обслужи и кавадарчани со месара, со свежо месо, како и пекара, деликатесни производи, замрзнати производи и се она што на едно домаќинство има потребно. Свежо овошје исто така. Свежо овошје е многу важно, имаме секојдневна достава и сметам дека ќе бидат кавадарчани задоволни. Од утре започнува Богородичниот пост кој трае до празникот Успение на Пресвета Богородица. Возлюбени чеда, секој ден е благословен од Господа, а особено постните денови, кои се за зголемување на нашата духовна будност и внимание над срцето и неговото чистење од страстите. Од 14 август, петок, започнува Богородичниот пост, кој трае до 28 август, до празникот Успение на Пресветата Богородица, познат како Голема Богородица. Секој пост си има свое правило на постење и да не заборавиме дека според правилата на црквата треба правилно да ги практикуваме сите пости и водиме редовен и правилен духовен живот. Телесниот пост подразбира воздржување од храна,
односно овој пост е ист како и великденскиот пост. Така од понеделник до петок е без масло, строг пост. Во сабота и недела се пости со масло. Риба е дозволено на празникот Преображение на 19 август, а бидејќи оваа година празникот на Успението на Пресвета Богородица се паѓа во петок и тој ден се пости со употреба на риба. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши помисли, зборови и дела, покаяние и безрезервна љубов кон Бога и кон луѓето. И така, исполнувајќи ги Божите заповеди, сите ние ќе можеме да се соединиме со телото и крвта и го добиеме Царството Небесно за кои сме создадени. Амин. Санација на ударните дупки на повеќе локации во Кавадарци. Со овие активности се обезбедуваат побезбедни и поудобни услови за сите учесници во сообраќајот. Продолжува санирањето на оштетувањата на коловозите на повеќе улици во градот. Деновиве се работеше на улиците Димче Чекоров, Ферчо Попџорџиев, Ива Лола Рибар, Киро Спанџов, Тошо Велко Пепето, Лазо Мицев и на две локации на улица Беласица. Со текомните активности се подобрува состојбата на коловозите и се обезбедуваат побезбедни и подобни услови за сите учесници во сообраќајот. Со овие активности поврзани со сообраќајната инфраструктура се придонесува за подобрување на сообраќајниот проток, зголемена безбедност и полесно движење за сите граѓани, но и заштита на самите возила, како и на пешаците, особено во врнежливите денови, кога дупките се полнат со вода и едноставно не се видливи. Безбедноста на граѓаните останува еден од главните приоритети во општина Кавадарци. Направена е генералка на градскиот базен во Кавадарци. Јавното предпријатие Комуналец и територијалната противпожарна единица Кавадарци со посебен акцент на хигиената и безбедноста го подготвија просторот за нови уживања. Градскиот базен е подготвен за уште еден безгрижен ден за уживање. Во текот на вчерашниот ден и во вечерните часови беше извршена голема генералка и темелно чистење на базенот. Во соработка со јавното предпријатие Комуналец Кавадарци и територијалната противпожарна единица Кавадарци се чисти, се уредува и се одржува секој дел од просторот со посебен акцент на хигиената и безбедноста. Хигиената е на највисоко ниво, затоа што секој еден посетител треба да ужива во чист, уреден и безбеден простор. Градскиот базен Кавадарци место за разладување, уживање и убави летни моменти. Санација на каптажите за водоснабдување на Камендол. Жителите на Камендол веќе 3 децении чекаат на решавање на овој проблем. По повеќе од 3 децении, општина Росоман започна со активности за санација и подобрување на каптажите за водоснабдување на селото Камендол. Станува збор за исклучително тежок и комплициран терен, каде што работата бара големо внимание, искуство и добро познавање на самата локација. Целта е јасна: подобро, постабилно и посигурно водоснабдување за жителите на Камендол. Градоначалникот Ѓорѓи Крстевски упати голема благодарност до сите работници, стручни лица и жители кои се ангажирани и помагаат во целиот процес. Општина Росоман продолжува да ги решава проблемите кои со години чекале решение. Чекор по чекор, населено место по населено место. Власта задоцни и со превенцијата од западно-нилска треска. Го стави здравјето на граѓаните во ризик, порача од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани, потруењето со вода и здравствената криза во Гостивар, сега нова криза со епидемија од западно-нилска треска. Сега повторно, како и во Гостивар, здравствените институции на Мицкоски и ВМРО закаснија со реакцијата.
Западно-нилската треска не е нова болест. Комарците не се појавија вчера. Климатските услови не се појавија вчера, а ризикот од вектор преносливи болести не е непознат. Новата криза со епидемија од западно-нилска треска потврди дека власта на Мицкоски задоцнето реагира. Нема капацитет да превенира и да го заштити здравието на граѓаните, туку реагира дури откако кризата ќе ескалира. Ова веќе е прашање на владина неспособност и институционална неодговорност. Не функционира системот за превенција, заштита и контрола на вектор преносливи болести. Имаме 26 регистрирани случаи со западно-нилска треска, 24 потврдени, 1 починат и 5 пациенти на механичка вентилација. И наместо владата да даде одговор како дошло до оваа зараза, зошто не се презеле мерки, јавноста повторно добива уверување дека институциите преземаат мерки. Зошто досега не беа преземени? Каде беше владата пред епидемијата? Зошто не се превземени превентивни мерки? Или власта повторно чекаше заразата да се прошири за да почне да реагира? Никој не кажува дали воопшто е направен навремен мониторинг на популацијата на комарци и присуство на западно-нилскиот вирус. Не станува овде збор само за прскање од комарци, туку за сериозни здравствени мерки и системска интервенција. Државата има институции за здравство, ветеринарство, животна средина и управување со кризи. Потребен беше само функционален систем што ќе ги поврзе сите овие институции пред да дојде до епидемија. Систем кој Мицкоски не знае да го воспостави. Институтот за јавно здравје има систем за надзор. Општините имаат обврски за дезинсекција. Граѓаните веќе знаат, оваа влада реагира реактивно кога проблемот ќе ескалира, кога веќе има пациенти и заразени. Тоа е кризно гасење пожар и задоцнета реакција. Зошто се прогласи епидемија само во неколку општини, а не во целиот град? Како ќе се прави разграничувањето кога Скопје е поврзан град? Никој од власта не кажува дали е спроведен ентомолошки мониторинг, тестирањето на комарците, дали има национална карта на ризик. Дали е направена мапа на местата за размножување, мониторинг на густината на комарците? Дали е направена проценка на ефектот од прскањето и поврзувањето на здравствените, климатските и ветеринарните податоци? Ништо од ова не се знае во јавност. Ако овие механизми не функционираат интегрирано, тогаш државата не управува со епидемијата, туку само реагира на незините последици. Доста беше играње со здравието на граѓаните. СДСМ бара веднаш формирање национален оперативен штаб со јасна одговорност. Национална ГИС-карта на епидемијата и ризикот. Интензивен ентомолошки надзор. Тестирање на комарци за западно-нилски вирус. Мапирање и уништување на местата за размножување. Интегрирана контрола на векторите. Јавен дневен извештај за состојбата и проценка на ризикот во целата држава. Справување со епидемијата не е прскање против комарци и пресконференција. Мора да има силен, системски одговор со сет на мерки и активности. Државата мора да го заштити здравието на граѓаните. СДС шири паника. Водата во Скопје е безбедна за пиење, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ. Почитувана јавност, таман човек ќе помисли дека СДС го допреле дното, тие повторно покажуваат само едно, дека се бунар без дно. Овој пат отидоа дотаму со своите лаги и ширење паника меѓу граѓаните, велејќи дека водата во Скопје е небезбедна за пиење. Ова информација не е само гола политичка критика, туку опасна дезинформација. И сето ова го прават очигледно за политички поени, бидејќи ваква неточна, непроверена информација не само што создава паника, туку во крајна линија може да влијае на здравјето на граѓаните. СДС и нивниот моментален председател Венко Филипче
кој со својот ментор и партиски другар Зоран Заев се шета по егеот, треба да се смири и да не се однесува како сонцето да му удрило во глава и да дава вакви насоки за вакво ширење на паника. Дополнително, овој обид за дезинформирање на граѓаните и ширење паника покажува само едно, дека СДС веќе не знае ни каде удира. Кога немаат што да понудат, останува само политичкото дно, а тоа кај СДС очигледно нема крај. Надлежните државни институции веднаш реагираа, демантирајќи ги со факти, а реагираше и обвинителството. Сепак, се очекува исход од истрагата, бидејќи вакви дезинформации се опасни. Се очекува деновиве добра вест и од гостивар, дека водата е квалитетна за пиење. За жал, во оваа држава СДС како опозицијска партија почнува да делува и опасно за граѓаните. СДС и актуелното раководство со своите вакви постапки покажува само дека е талавот на Македонија. Ви благодарам. Следуваат вести од спортот. Тиквеш во сабота ќе атакува на третата победа сезонава. Во Кавадарци доаѓа нова илијата во првата лига екипата на Шкендија од Арачиново. Викендов ќе се одиграат средбите од третото коло во првата македонска фудбалска лига. Според распоредот можеме да очекуваме неколку неизвестни и израмнети дуели. Ова коло ќе стартува утре, петок, 14 август, со почеток од 16 часот и 30 минути, со средбата помеѓу Арсими и Башкими. Дуел на две екипи кои по првите две кола немаат ниту еден бод, а новата сезона ја стартува и со многу примени голови. Арсими има 1 постигнат и 9 примени, а Башкими се уште нема постигнато гол, но прими дури 11. Во сабота од 16 часот во Кратово, Силекс е голем фаворит во дуелот против Скопје. Половина час подоцна, од 16 часот и 30 минути, во Кавадарци, градскиот фудбалски клуб Тиквеш ќе го пречека тимот на Шкендија од Арачинова. Кавадарчани ќе имаат улогата на фаворити бидејќи во првите две кола испуцаа две петарди и заедно со тетовска Шкендија се на врвот на табелата со максимален ефект. Тиквеш пред своите навивачи посакува продолжување на победничката серија и трета победа во низа, но и арачиновци ќе сакаат да докажат дека имаат квалитет за првата лига. Во недела од 16 часот и 30 минути неизвестен надпревар се очекува да одиграат Струга и Вардар. Од 19 часот неизвестно и интересно се очекува да биде и на дуелот помеѓу Шкендија Тетово и Брегалница од Штип. Нови столчиња за фудбалскиот стадион во Росоман. Истите се обезбедени благодарение на поддршката и соработката со Фудбалската федерација. Општина Росоман во соработка со Фудбалската федерација на Македонија обезбеди нови столчиња за трибините на фудбалскиот стадион во Росоман. Со нивното поставување се продолжува со уредување и подобрувањето на условите на стадионот, кој конечно ќе го добие изгледот што го заслужуваат сите, и фудбалерите, и навивачите, и сите љубители на спортот. Градоначалникот Ѓорѓи Крстевски упати благодарност до Фудбалската федерација на Македонија за поддршката и соработката. Чекор по чекор, стадионот во Росоман конечно ќе блесне во вистинско светло. Општина Росоман продолжува да инвестира во спортот, младите и подобри услови за сите спортисти. И за крај временската прогноза. Променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и наместа услови за краткотрајно невреме со пороен дожд, силен ветар и појава на град. Температурата ќе се движи до 34 степени. Во деновите од викендот и во почетокот на новата седмица, времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура ќе биде во пораст.
Почитувани гледачи, овде е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и имајте пријатна вечер.